Деновиве слушам дека некој вели дека зоната Жабени смеја скопјанизирале, ама тие кои што говорат така, треба да бидат доблести до крај, да го кажат својот конфликт на интереси, бидејќи кога ќе погледнете зоната Жабени и кога ќе ги видите фантомските, би рекла, инвеститори, освен еден, бидејќи се продадени 32 парцели, пазете, на кои што има многу интересни имиња. Пред да ми поставите мене прашања, ги повикувам советниците од ДПМН, кога ќе одат во својот комитет, мислам дека се уште сте во истата зграда, бидејќи слушнав дека и со тоа имало некакви проблеми. По својот комитет, тие кои што ги купиле парцелите, да кажат зошто го направиле тоа и зошто не инвестирале, па дури и во времето на вашето владење. Факт е едно, дека никогаш Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не зборувал за потреба од постоење на индустријска зона, но секогаш укажувал на несреќниот избор на локацијата. И времето тоа го потврдува. Вие бевте сведоци на тоа и знаете како почитуваните од Кромберг и Шуберт се согласија да инвестираат и гледате како единствено може да се поттикне заинтересираност на инвеститор, бидејќи постоечкиот проблем заради несреќно избраната локација постоел и постои. Но треба да признаете дека она што се случува сега и што треба да направи една целина инфраструктурна како што требала, е нешто што покажува дека дури и кога сме наследиле несреќно избрани локации, дури и кога сме наследиле еден куп споменици по кои изнафрлавте пари, сепак сме делувале со политики од кои што сме обидувале да го извлечеме максимумот од околности.